Подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова денеска оддаде почит на бугарските воени гробишта во битолското село Цапари, кои што потекнуваат од Првата светска војна и каде почиваат останките на 214 војници, кои што загинале борејќи се на местото Црвена стена. Јотова рече дека денес е задушница, денот кога се упатуваат молитви и се оддава почит на починатите. Потенцираше дека војниците се бореле за својата татковина Бугарија и бугарските идеали. Според Јотова, како што раскажувало местното население, тука поминале многу војници во многу војни, но народот само бугарите ги чувствувал за блиски и своји. Тоа според Јотова била историската вистина. Бугарските војници се бореа за ослободување на сите бугари, за соединувањето на Бугарија, за обединувањето на сите нас. За тоа е нашата почит. Како што кажува местното население, многу војници поминале од тука. Некои се погребани на оваа земја, други се погребани на друго место. Но за народот, бугарите беа своји. Нема поголема вистина од тоа. Колку и страници да бидат напишани, колку документи да бидат отворени. Тоа е вистината, таа која што ја раскажува народот. Јотова потенцираше дека гледајќи ги сите ужаси од војните, немаме право на идните генерации да им оставаме војни конфликти, туку мир и просперитет. Пред присутните се обрати поранешниот председател на Бугарија Ѓорѓи Прванов, кој што исто така рече дека овие војници загинале за ослободување на народот од непријателот и обединувањето на Бугарија. И тука му е местото да оддадеме почит кон нашите пријатели, кон сојузничките нации кои што учествуваат овој спомен да обстои. Така и со тогашна Македонија, сега Северна Македонија, затоа што тоа е израз на цивилизирано однесување кое што треба да се чува, да се пренесува на поколенијата, за да може нашите деца да ја чуваат историјата и да ја пренесуваат во иднината. Амбасадорот на Бугарија во Македонија Ангел Ангелов истакна дека овие денови потсетуваат на сите ужаси на војната која никогаш не треба да се повтори. Денешната кратка средба со историјата не потсетува дека таа треба да се прочита внимателно, без пристрасност и апсолутно честно, како последица на факти, а не интерпретации, за да се запомне, за да не се повторува, за да можеме да продолжиме заедно, обединети како пријатели и сојузници. Јотова денеска беше и во бугарскиот конзулат во Битола, а вчера го посети туристичкиот објект за лов во ресенското село Евла, насловен како бугарски ловни традиции од времето на цар Самуил до денес. Објект направен со средства на меѓународни фондови, но по оглас објавен во Бугарија.